Многу ми е драго што денеска ќе ги вклучиме, иако кај нив е ног и остануваат будни, сепак ете за македонската јавност и за татковината, за нивната Македонија или земјата од која што доаѓаат и се родени, ќе успеат да одвојат дел од нивното време или дел од нивните соништа, со оглед на тоа што споменав ног, и да зборуваме малку повеќе за нивната успешна приказна. Споменав јас и денеска на самиот старт дека оние поновите родители би рекла, сигурна сум дека дел од времето кое што им го дозволуваат на нивните деца да го поминат пред екрани, сигурно изборот е и на серијалот Видеа Дарко Биберко. Всушност, за сето ова стојат две сестри, тие се Калина и Невена, и живеат во Чикаго и во овој момент ги лоцираме токму таму. Калина и Невена, добро ви утро од Македонија или веќе добро вечер таму? Добро ви утро, ви благодариме. Како сте? Супер, многу сме возбудени да сме дел од вашата програма. Ви благодариме. Нас ни е особено драго и уште еднаш ви искажувам јавна благодарност заради тоа што останувате будни, па еве ќе се обидеме накратко да ја раскажеме вашата убава приказна. Пред малку погледнавме мал сегмент од видеата, секако на YouTube каналот на Дарко Биберко може да се погледнат и останатите видеа, иако колегите од режија за време на нашиот разговор ќе пуштаат дел од истите, но сепак да им откриеме на гледачите како се роди идејата за овој лик и кога настана целата оваа приказна? Да, значи името Дарко Биберко е од приказните што нашата мајка ни кажуваше кога бевме мали. Таа направи некои приказни за Дарко Биберко и така ни кажуваше како бил мал, како бибер, но бил уште од пред 20-30 години, така некако? Да, уште од пред 30 и кусор години, да. Тоа име постои уште од пред 30 години, а самиот лик на Дарко Биберко е направен според ликот на нашиот внук, на нашиот брат. Син се вика Дамјан и лицето е според него нацртано. Одлично. Имате ли вие представа какво влијание имате всушност и тука во нашата земја со ликот и делото на Дарко Биберко? Децата се нели најискрената публика? Какви се нивните реакции? Стигнуваат ли до вас? Значи, прво, ние не знаевме дека ќе стигне до толку луѓе колку што стигна Дарко Биберко. Ние од почеток го направивме за да имаме за нашиот внук нешто да гледа на македонски. И тој живее таму во Чикаго? Да, и тој живее таму, да. Цела наша фамилија ни е тука и така и почнавме да ги ставаме видеата на YouTube и почна многу родители да не прашуваат кога наредното видео, почна да ни праќаат видео од мали кај што играат, кај што пеат и ние свативме дека ова е нешто многу поголемо него што си замислувавме. Да, и велев на Калина, викам, значи што некој ни прати слика од торта со Дарко Биберко, веќе знаеме дека ова нешто се има десено во Македонија, знаеш дека си постигнал нешто. Торта ако не направено. Да. Тоа пред колку години беше? Пред колку време? На самите почетоци или? Да, значи почна торти да ни праќаат уште пред 3-4 години. Да, а видеа уште од втората година. Одлично. Значи имавме само 3 видеа и ни праќаа. И веќе имаше реакција, сега се и многу повеќе, да, така што верувам дека и реакциите се многу поголеми. Ајде да за оние кои што можеби се уште не слушнале за Дарко Биберко, да кажеме дека ова се серијал Видеа, за која категорија на деца се наменети? Да, прилика од 0 до 5 години. Ама, мислам, има и деца 10 годишни, 11-12 годишни што ги слушаат, извини, вака на охридски понекогаш. Ако, многу сладко звучи, тоа сакам да ти кажам. Што ги слушаат мислам, на песниве, мислам, особено еве со Среќен роденден песната што ја објавивме, не е само за мали деца, ама од прилика фокусот ни е за бебиња.
Да. Така. Од 0 до 5 ни е така, има и повозрастни. Добро, видете од реакциите на луѓето, можеби ќе ви се прошират хоризонтите, па ќе правите и нешто друго. После можеби ќе споменам и за навивачките песни кои што ги правите, ама прво ајде да се задржиме на сторијава за Дарко Биберко. Како реагираат во Америка, еве конкретно во Чикаго? Вие велите целата ваша фамилија е таму и ова сте го направиле инспирирани од ситуацијата со вашиот внук, за да има да го слуша македонскиот јазик. Меѓутоа верувам дека покрај него и други националности ја слушнале приказната за Дарко Биберко. Како се таму можеби реакциите? Да, значи имаме и јас имам пријатели, и сестра ми има пријатели кои што им ги пуштиле видеата од Дарко Биберко, има многу позитивна реакција. Ние имаме и колеги, мислам што има донирано за да ги правиме епизодите, така да се осеќаме дека Дарко Биберко може да биде универзален лик. Значи, да. Деца, мислам, кога се многу мали не разбира што слушаат, само да е интересно. Музиката да е интересна, тоа што гледаат да е интересно. И музиката да влегува онака во глава, а дефинитивно јас сум сведок дека вашите песни се баш такви. Кој е задолжен за музиката? Невена, ти? Да, мислам за композицијата од прилика да јас ја правам продукцијата, а со Калина текстот го пишеме. Така, ама мислам лесно ви оди со работката, вие сте сестри, ама нели некогаш во работата не секогаш нели знаеме секој со секој да се сложува. Не, најлесно со Калина, најлесно можам и да живеам и се, мислам многу воле. Да, многу добро. Да, многу добро соработуваме. Сложни сме многу, мислам. Толку добро што се знаеме што не мора многу зборови сестра ми да искористи за мене да ми каже како да звучам или како да пеам, ја разбирам. Калина, свесна си дека и во Македонија многумина те викаат тетка Калина, така, дечињата? Ти менува тоа нешто или баш добар комплимент? Како добар комплимент го доживуваш? Тоа ми е како комплимент и ми е многу мило. Ево само што ми се јави една другарка ми кажа дека му кажала на нејзиниот внук дека тетка Калина е пријателка и цел бил радосен и рекол да ја слушни тетка Калина и ќе ми се јава денес. Супер. Пред малку ми спомена дека Дарко Биберко може да биде универзален лик. Имате ли можеби амбиција да биде тоа и на англиски јазик, па да биде пошироко достапен? Да. Нема сакаш да прават за тоа? Да, од прилика мислам да ви кажам искрено на англиски последно ни падна на ум. Ама да, особено на шпански, јас и Калина и двете зборни на шпански. На шпански веќе имаме неколку епизоди преведено, ама ги немаме објавено зашто го спремаме ликот малце поинако, името малце поинако на шпански да е. А и на други јазици. Како би било на шпански? Кажете? Како би било на шпански името? Не сме сигурни се уште. Мислам, имавме некои си Хуанито, некои такви ствари, ама мислам ќе го задржиме Дарко сепак. Дарко е универзално име, така? Да. Може да помине секаде. Ви недостига Охрид, еве на охридски ни зборувате. Невена особено, мислам многу сладко и симпатично звучи, меѓутоа ви недостига затоа што некаде и прочитав дека сето ова што го правите со овој проект е всушност на некој начин нели поттикнати од љубовта која што имате према вашата татковина. Вие одамна сте заминати од тука. Колку често знаете да се вратите или кога последен пат сте биле во нашата земја? Значи, ние во Македонија се враќаме на секои 2-3 години и мислам многу ни недостига. Значи, пораснавме во, така да кажам, патриотски дом, каде што мораше македонски да се зборува, за да се задржи нашата култура, јазикот и да, мислам, многу ни недостига Охрид, кога можеме идеме и го посетуваме. Имаме се уште фамилија, пријатели. Кога последен пат бев ти во Охрид? Да, јас бев минатата година и сега ќе доаѓаме и оваа година и двете. Да, ќе дојме, да. И ти, Невена? Да, јас бев пред година и пол.
А пред тоа бев, што знам јас, пред 5 години. Па и корона беше, нели, беше патувањето да, сведено на заборав, минимум и голем дел од луѓето нели не можеа да си дојдат во собствените земји. Што инаку работите во Америка, во Чикаго? Колку успевате, да го бидејќи сето ова го правите, претпоставувам, од љубов. Споменавме ние во дел од видеата, нели луѓето може да донираат со цел да ги поддржат вашите проекти. Меѓутоа, со што се занимавате и со што сте преокупирани таму и како успевате да го искомбинирате времето и за овој проект? Да, значи јас работам дигитален маркетинг, а Невена пишува песни за една компанија каде што пишуваат песни за роденденски и за годишници и за такви работи. Тоа не е познато како професија тука во нашата земја, Невена. Тешко, да. Многу е популарно тука. Да, ајде малку подобјаснени. Ти си сепак и тоа имаш и завршено така, колку што видов на Беркли имаш завршено? Да, завршив, прво завршив за педагогија, за предавање на шпански, а после за композиција. Мислам, како музичар не е само една работа, да, работам за ова компанија, ама работам и за друга компанија, за исто така за песни праење, за роден ден, ова она, мислам, од прилика сум фрилансер, знаеш, како доста наши таленти во Македонија. Да, тоа е сега, да речам, новата професија, не новата професија, туку голем дел од луѓето, особено младите, гледаат тоа да бидат фриленс или да не се обврзани физички со некоја компанија, туку едноставно да можат своите капацитети да ги понудат на најразлични места. Претпоставувам дека се наоѓа и време за серијалот со Дарко Биберко. Подготвувате ли нешто ново? Да, значи имаме веќе се снимени 3 епизоди. Значи снимана и музиката и видеото е снимано. Сега се работи анимацијата на една од песните. Се вика 7 денови и се работи за деновите од седмицата и ќе биде многу интересно. Возбудени сме да ја завршиме оваа песна, зашто ќе има такви македонски тапани. Интересно ќе биде. Да, има и зурла на крај на песнава и Калина ќе ја чуете кај што вика Типичното македонско, така? Да, малку така како народно. Како народно. А другите, зашто ќе бидат, можеме да откриеме едната или за 7 денови? Тематиките, ако може да ни ги кажете. Да. Другата се вика Чисти заби. Супер. И третата, како се викаше, Калина, нешто за супа беше? Да, значи правење на супа, се уште и немаме дадено. Се уште не е доработено. Примате ли сугестии и од, не знам, луѓето кои што ве следат, ви праќаат ли пораки за што сакаат да гледаат во некои од следните видеа? Да. Значи епизодата, песната што ја напишавме за Чисти заби беше сугестија од родител. Да. Значи да, може значи би ги ја слушаме дала родители. таа сугестија пред некое време кога имав проблем моето дете да го натерам. Да му кажам, да му дадам до знаење дека треба нели да се четкаат забите секојдневно. Па супер веројатно ќе дојде за многумина родители тоа видео. Да, се надеваме баш со Калина и викам, знаеш, немојме само горе-долу, мора малце во круг, по една страна, знаеш, малце, знаеш, да случајно да го види некој заболекар и да речи, да ве искара. Дали сте направиле како што треба или не. Девојки, живееме во дигитална ера и свесни сме дека денеска нели се и се што е достапно како содржина за децата, родителите се оние кои што треба да ги насочат или да им дадат дозвола или не за тоа, нели колку време во текот на денот или дали воопшто ќе гледаат нели нешто на екраните.
И меѓутоа за жал, барем така е тука во нашата земја, некако родителите ги оставаат децата тие сами да изберат што содржина ќе гледаат и многу често нели во тој избор знаат да се забега. Како или кој совет би го дале вие на родителите? Зошто треба да го изберат ликот на Дарко Биберко или можеби серијалот Ваши видеа? Зошто се тие поразлични од можеби останатите кои што се пласираат по интернет мрежите? Да, мислам повеќето од епизодите ги почвиме од гледна точка на учител. Мислам цела фамилија ни се учители, мајка ни, брат ми, снаата, јас предавав на времето. И мислам педагогијата ви е во фамилија. Да. Баш така, да. И затоа некако мислам имаме одговорност така да постапиме со секоја епизода, повеќето епизоди. Исто така со Калина мислам некиме да ги хипнотизираме децата, значи сакаме да е нешто полесно. Калина, сакаш малце да збориш за ова? Да, значи боите што ги користиме, тоновите што ги користиме се така поумерени и ги избираме да не ги оптеретуваат на децата. Значи сакаме позитивно да влијаат на психата на децата и затоа така помеки тонови користиме. Се гледа дека сте во педагогијата заради тоа што и ти од тоа некое мало и скромно искуство и јас што го имам, овие денешни анимации, брзи слики кои што се менуваат се многу страшни за детските очи. Меѓутоа ете, можеби ретко кој од родителите обрнува внимание на тоа, меѓутоа факт е дека нели треба помирна анимација, да не се толку јаки боите, се со цел нели да ги избегнеме оние негативни ефекти кои што може да се јават, така што супер е што размислувате од сите аспекти кога станува збор за производите кои што ги пласирате во етер. Пред некој ден кога се слушнавме, ми споменавте и за некои нови проекти. Можеме ли да ги најавиме вака накратко пред крајот? Книга споменавте, ако не се лажам, што може да откриеме за македонската јавност? Да, значи тоа сега моментално ни е најнов проект, истражуваме и во план ни е да оде и во продукција боенки и книги за деца, па ќе разгледаме исто така и кукли, зашто тоа е нешто што имаме добиено, значи безброј пораки по социјалните мрежи, не прашуваат каде да купат мај, каде да купат кукли, каде да купат книги, а ние се уште тој проект го немаме изведено и ето сега за скоро ќе има и тоа. Супер, да. Супер е што ги земате предвид реакциите на луѓето, затоа што изминативе неколку години се појавија и други ликови слични нели на Дарко Биберко и веќе тоа тука супер функционира во нашата земја, па верувам дека оттаму и апетитот на родителите и на децата да имаат нешто многу повеќе од ликот на Дарко Биберко. Супер е што работите и на тоа поле. Само да ви кажам дека тука некаде ни е крајот и дека за мене многу брзо помина овие 15 на минути. Не знам како беше за вас, со оглед на тоа што можеби имавте и малку трема, со оглед на тоа што сте и неспиени. Но јас искрено ви благодарам што денеска одвоивте време. Ќе видите и сами по реакциите дека навистина многу од луѓето тука ве сакаат и почитуваат, иако можеби не знаат дека токму вие две стоите зад серијалот Видеа Дарко Биберко. Ви благодариме многу и се гледаме наскоро. Да, фала ви многу. Пријатно. Невена и Калина, добар сон и добра ноќ од овие малку сати што ви остана. Се надевам ќе успеете да одморите со оглед на тоа што дека веќе кати работни обврски во текот на денот. Ви благодарам многу, а им благодарам и на нашите гледачи што го проследија и овој разговор. Се надевам дека ви беше интересно да се запознаете со овие две дами кои што успешно креираат убави проекти за нашите дечиња тука во Македонија.